Почитувани граѓани, почитувани медиуми и не толку почитувани колеги од мнозинството. Тука бе седите неколку дена и разговарате за различни работи, а ја промашувате поентата. Па човек може да види како се сожалувате, зашто ви избркале од влада оние кои што 5 години на секој чекор го лажат народот, едните го лажат и им даваат можност на другите да го крадат народот. А знаете ли зашто постапуваат така со вас, господине Хусни? Дали со вас, дали сега овие од Алијанса? Затоа што знаат дека ефтино може да ве купат. Затоа што доаѓате тука изневерувајќи го гласот на граѓанинот албанец, за да после можете да се погодувате, да тргувате со таквите гласови. И вас не ви е гајле за животот на граѓанинот албанец. Вас ви е гајле за нешто друго. Тоа се функции, тоа се службени возила, тоа се секретарки и кабинети, затоа што пред 13 на месеци ќе се степавте тука со нас за да добиете службено возило и канцеларија, дали во собранието, дали по другите институции. Се што направивте изминатите 13 месеци, само им дозволивте на овие од ДУИ да се збогатат и да стануваат тајкуни кои што секогаш кога човек ќе ги фати во криминал, се закануваат со војна и со разгорување на меѓуетнички тензии. Треба да знаат следно, дека прво никој повеќе не им се плаши. Второ, такви Мики Маус закани може да си ги кажуваат во штабовите каде што си ги делат војните функции, не баре команданти, командири и слични такви работи. Зашто во оваа држава се знае како се стигнува до чин, а таков еден има меѓу нас кој што за војни заслуги добил таков чин. И на крајот сакам да упатам една друга порака и до вас, и до ние од Алијанса, и до сите оние кои што сакаат да соработуваат со СДСМ. И лажат, и крадат, затоа што на овие политички поутрони клиентелизмот им е всаден во политичкото функционирање. Беа невладини, па сега се најмногу владени од сите. Беа југословени, па сега се европјани. Сега по најново стануваат до 12 часот бугари, после 12 часот тоа што ќе им каже секој еден само за да ги одржат еден ден повеќе на власт. Дали сакате вие тоа да го признаете или не? До гуша сте инкриминирани со криминал, со корупција и слугувате на политичкото малцинство кое што сега во моментов не е присутно тука, туку седат во удобните вили и ви наредуваат, а вие сте далечинско политичари кои што немаат ни кредибилитет, ни кичма. Се ова го правите не за добробитот на македонскиот народ. Да го правевте тоа, па можам да разберам, затоа што можеби тоа е политика и треба да се носат тешки одлуки. Вие ова го правите за пари, за криминал, за функции и за моќ. И немам што повеќе да додам ни кон вас, ни кон овие, единствено само пораката срам да вие ќе биде испорачана на наредните избори и соочување со народот.